Температурата што се развила во пожарот кој што ја зафати универзална сала во првата фаза од реконструкцијата не влијаела на создавање промени на механичките карактеристики на челичната конструкција. Ова е нотирано во извештајот кој што по направените анализи на земените примероци во две акредитирани лаборатории го изготвија од Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Анализите уследија по две визуелни инспекции на лице место од страна на институтот. Според директорот на институтот Гаревски, при макроскопската инспекција на конструкцијата биле извадени опожарени, набабрени, а за споредба и неопожарени елементи. Примероци за тестирање беа извадени од фланшите на опожарен и неопожарен елемент на И-профилите и се покажа дека механичките карактеристики се исти. Што се однесува до секундарниот елемент и диагоналата, тестирањата покажаа дека сите механички параметри се во граница на приложените А-тестови од страна на производителот. И покрај набабрувањата, тоа покажува дека температурата при пожарот не влијаела на промена на механичките карактеристики на челикот. Во извештајот кој е предаден на компанијата изведувач на реконструкцијата на универзална сала, Универзал Балкан, за да го достави до Министерството за култура и туризам, од Институтот за сеизмички отпорни градби препорачуваат 6 набабрени елементи да се заменат, бидејќи лесно се демонтираат и дека може да се продолжи со реконструкцијата на универзална сала. Но кога тоа ќе се случи, засега е неизвестно, зашто Министерот за култура и туризам минатата недела кажа за добиени информации дека временото одстапување на објектот од град Скопје на Министерството за култура било проблематично и побарале Државниот завод за ревизија да ја испита постапката. Како настана пожарот, екипи на МВР и ОЈО со денови вршеа истрага, но до денеска не излегоа со детали за причините. Универзална сала пламна на 9 април, еден месец откако продолжи реконструкцијата која стоеше во место 2 години. Како градска установа, таа е носител на титулата Скопје, Европска престолнина на културата во 2028 година.